Ајде, луѓе, здраво живо, јас сум Димче и добре дојдовте во уште едно мое видео. За ова видео што ви го снимам сум посебно возбуден, затоа што ве носам со мене на едно неверојатно патување. Значи се возиме со воз од Сараево до Мостар. Се возиме низ кањони, низ планински масиви, се возиме покрај Неретва. Че можете да замислите колку сето тоа убаво. Јас сум премногу возбуден, затоа што ќе го искусам тоа. Јас од дете сонувам да се возам со возови. Не знам зашто. Ми ствара посебна возбуда, посебна енергија, посебно доживување ми е. Па така одва и чекам да се качам и да се извозам од Сараево до Мостар. Затоа што за оваа рута кажуваат дека една од најубавите на светот. Нели секој си кажува најубаво за себе, меѓутоа ајде ќе се качиме, ќе ја извозиме и ќе видиме. Јас гледав некои слики и некои видеа, значи стварно е преубаво. Имам високи очекувања, па ајде ќе се качиме, ќе се извозиме и ќе видиме. Ајде ве зимам со мене и да уживаме во ова прекрасно возење. А еве, ова е влезот во железничката станица и е преубава, луѓе, огромна е, може 15 на метра висока и е многу пространа. Значи има многу потенцијал тука, сигурно некогаш изгледал уште поубаво, сега за жал е малку запуштена, не многу, меѓутоа така, можам да ја дадам некоја средна оценка, сепак има кафичи, има место кај да се седне и да се ужива, а од тука се оди горе накај пероните, односно од кај што се качувате на воз, па ајде одиме полека да се качиме на воз и да уживаме во неповторливото возење од Сараево до Мостар со воз. Иначе возов што дојде сега е право уметничко дело, видете го само. Меѓутоа јас не патувам со овој воз, го чекам уште да дојде мојот воз. Еве додека го чекам да ви го снимам ова уметничко дело. А еве го и возот иде, значи добре, не се возам со тој воз што го видовте, реликвијата, еве го возот стасува, и се гледа добар возот, па да се качиме и да видиме какво ќе биде патувањето. А еве го и возот внатре, супер изгледа, удобни седишта, само климата нешто не им функционираше. Значи внатре беше некои 34-35 степена најмалку. Сега не успеав се да ви снимам,
Меѓутоа, тоа што снимав, можете да замислите колку беше убаво. Значи, на почеток, од Сараево до Мостар се планини. Значи, планини, кањони, по некоја мала рекичка, значи, преубаво. Мали селца во далечината. Преубаво, луѓе, стварно преубаво. За жал, знаете дека кога снимаш, не можеш да го доловиш тоа што може да го долови окото. Исто така има и многу дрва покрај тоа, зато не можам се да ви снимам. Меѓутоа, верувајте дека турата е прекрасна. Значи, нешто можеби најубаво што сум видел и доживеал во мојот живот, затоа што патувањето со воз е посебно, луѓе. Посебно доживување. Прво, видите ги само овие планини во далечината, колку се убави, колку се мистични. Кога друг пат ќе ги видиш од ваков агол, освен ако не се качиш на воз и не си ја дозволиш таа авантура. Иначе во возот, тоа што го приметив е дека имаше многу странци. Така да ова патување со воз од Сараево до Мостар и обратно сигурно е многу популарно во светот, затоа што возевите беа полни со странци. И мислам дека ова возење бил уште поубаво доколку се направат вагони каде што има стакла од озгоре до доле. Такво возење има во Швајцарија и во Италија, мислам. Еден вагон е целосно направен со стакла, така да може да се ужива комплетно во патувањето. И мислам дека на оваа релација само тоа фали, а исто така има многу релации во Македонија, како што е возењето од Велес до Прилеп, доколку се стават големи стакла и се стави еден стаклен вагон, тоа би била неверојатна атракција. Но сепак ова патување гледам дека е многу прочуено во светот и беше многу посетено. После 1 саат возење од планини се преминува на пејсажот во река, значи се вози покрај Неретва и се ужива во незината убавина. Неретва е една прекрасна река која што има плава боја и е преубава за возење. И секако кога се наближуваме до Мостар, освен реката, се гледаат и планините во позадина и тука се заокружува целото патување. Значи, на крајот од патувањето имате комбинација од река и од планини, што е прекрасно. Тука веќе се доближивме до Мостар, иначе Мостар е исто како град преубав, се наоѓа на рамна површина, а позади него има планини, така да и моментот кога се доближувате покрај градот, сепак уживате во преубав поглед. Значи, си стасав во Мостар, возењето беше преубаво. На секој му препорачувам оваа авантура ако сака да искуси, доколку е некој љубител на возови, тогаш дефинитивно препорачувам ова возење од Сараево до Мостар. За жал не знам колку успеав да ви доловам, затоа што сонце, нечисти стакла и така натаму, меѓутоа тоа што можевте да видите, можете да заклучите дека возењето е преубаво. Преубава авантура, ја препорачувам на секого. Толку од ова видео од Стасов у Мостар се гасам, снимав долго време, се изморив. Ви благодарам на сите што го гледавте ова видео. За крај да ве подсетам да се претплатите, да станете членови, да го поддржите Сонцогор.